I remember many of his pictures being born in the dark room and this feeling of closeness to my father. Приказната за еврејскиот фотограф Роман Вишњак ја раскажува неговата ќерка Мара кон Вишњак. Некои од илјадниците фотографии што ги направи се прикажани за прв пат во овој документарен филм наречен Едноставно Вишњак. Роман Вишњак е роден во еврејско семејство од царска Русија во 1897 година. Од 1935 до 1938 година патувал низ источна и централна Европа фотографирајќи ги локалните еврејски заедници, не знаејќи дека животот што го снимил со камера наскоро ќе го снема. Фотографиите на Вишњак станаа последната документација од секојдневниот живот во еврејските заедници пред Холокаустот. Режисерката Лаура Биалис разговараше со ќерката на Вишњак Мара и ги сними нејзините приказни пред да почине во 2018 година. He was in all the places where things were happening. Беше на сите места каде што се случуваа работите. Тој беше во Москва за време на револуцијата, а потоа побегна од Москва и отиде во Берлин во 20-тите. Вајмарската република беше во својот врв, а тој беше таму за време на нацистичкото преземање на Германија. Малку потоа се случи Кристалната ноќ, а тој беше во Берлин за време на тоа. Потоа отиде во Франција и фотографираше луѓе од киндертранспортот. Документарецот ја раскажува приказната на Вишњак за тоа како тој го живеел почетокот на Холокаустот во Европа и како успеал да избегне да биде испратен во концентрационен логор. Наместо тоа, во декември 1940 година, тој и неговото семејство отпатувале од Лисабон во Соединетите држави. Овде Вишњак ќе даде значителен научен придонес во фотомикроскопијата и временската фотографија. Кога полскиот кинематографер Јануш Камински ја снимаше Шиндлеровата листа на Стивен Спилберг, тој базираше многу сцени на фотографиите на Вишњак, бидејќи тие го рефлектираа секојдневниот еврејски живот, што беше тешко да се најде на друго место. Извршниот продуцент на документарецот и сестра на Спилберг, Ненси Спилберг, вели дека пораката е јасна. Ако човештвото не учи од својата историја, осудено е да ја повтори. I do think that the images... Мислам дека сликите на Вишњак зборуваат за сите нас. Ние сме визуелно општество. Треба да го видиме, а не да го читаме тоа. Ни треба доказ. Секој сака доказ. Можеби тоа ќе ни помогне да се разбереме, можеби ќе помогне да се создаде одредена толеранција, можеби ќе ја врати учтивоста во цивилизацијата. Ваквите документарни филмови можат да го променат мислењето и да помогнат да се потсетат луѓето на ужасните настани кои се повлекуваат малку поназад во историјата, секој ден. Вишњак се игра во одредени театри низ сад во текот на оваа година.